Целата наша лична и колективна трагедија започнува од две предпоставки или предрасуди. Знаеме дека секоја предпоставка е мајка на секоја заебанција. Едната од тие предрасуди, што не води до лична и колективна трагедија, е онаа познатата без секој се може. Таа придонесе многу квалитетен кадар, интелигентен, паметен од Македонија да замине многу одамна и заминуваат и денес, заминуваат секој ден. Затоа што неколку пати се соочиле со ситуација кога таков каков што го дал Господ одредена индивидуа, машка или женска, кога бара да биде вреднувана за она што го знае, за својот талент, за своите вештини, кога бара работа, обично и кажуваат тие во наводници попаметните од неа, што треба да одлучат да ја вработат или не, а кои што се по дефиниција тешки медиокритети, полтрони или лижачи, кои ќе кажат, кој ќе побара соодветна плата или соодветна валоризација за незиниот труд, да ја кажат на таа личност: види, твој избор, ние толку нудиме или толку можеме да ти даеме. Ако сакаш, ако некеш, без секој се може. За ова не треба повеќе да зборам, јасно ви е што ви кажувам. А втората предпоставка, што не води во лична и колективна трагедија, е познатата предрасуда Стара Скопска исто така, позната крилатица: Кина гори, курме боли. Оваа предрасуда е страшно погубна затоа што ни дава некое чувство на комоција и недопирливост ако нешто се случува на илјадници километри од нас, дека не може да дојде до нас. И обично за работи кои што се случуваат далеку од нас, работи кои имаат трагични димензии, ние обично немаме став за тие работи. Лесно ги преќутуваме. Уствари, ние ги преќутуваме нашите лични трагедии тука што се случуваат на наше тло. Ние немаме ставови, немаме став за онкологија, немаме став, не знам, за тоа што да кажеме патлижанот е 150 денари, не знам, кашкавалот што 800 денари, што идете во кафана кај што шопската ви наплаќа 300 денари, немаме став за тоа ако, например, за некоја трагедија која што во запален автобус загинале 50 души го обвинат, или во болница што се запалила ако загинале 15-20 луѓе ако го обвинат за тоа продолжниот кабел. Ние немаме став. Онкологија, например, ја спомнав. Значи, вториот ден, освен првиот него рачунам, каде една политичка партија се вмеша и ги организираше протестите, но на вториот ден на протестите бевме 15 души, од кои што беа 10 болни од рак. Значи, не научивме дека преќутувањето на злото, нешто што е проверена работа, дека преќутувањето на злото ни го носи злото дома. Со преќутување на злото, на нечија трагедија, дали е блиска, наша, лична или далечна, ние фактички го покануваме ѓаволот да ни влезе дома. Се обидував пред неколку месеци кога почна геноцидот на палестинците во Газа да отворам очи на нашава јавност што се случува. Еве, последните податоци се дека во Газа до сега загинале 25.000 деца под 13 години. 25.000 деца. Македонија, нашата јавност, нашите медиуми немаат став за тоа никаков. Нема емисии, нема дебата. Дори луѓе ми кажуваат на улица кои што се одредени политички чинители во држава, па на времето кога јас пишував за Газа постојано предупредував ово. Никав, што па ти толку за Газа, ти е тамо што се колача со она. Океј?
Така викавме на времето Ирак Иран кога се колеа, кога се тепа 80 години. Ајде, тоа далеко е. Што викаше Балашевиќ во иронија, што знае ракета, што се 2000 километри. Тоа беше во средина на 80-тите кога се тепа Ирак Иран. Почетокот на 90-тите злото влезе на голема врата на Балканот, кога се испозаклаа некогашните југословенски братски народи. И да не зборам сега, да не евоцирам овај историја, ова ми е муабетот. Пред 2-3 дена се случија терористичкиот напад во концертната сала во Москва. Видовте каква трагедија е тоа. Најсмешно од се беше што после неполн час по масакрот, по терористичкиот чин, американците покажаа со прстот дека ИЗИС преземал одговорност и ИЗИС се главните виновници за масакрот. Извршителите, идејните творци, сами налогодавачи и така натаму. Сега, Русија немаше никакви информации, што е почна истрагата, не даваше никакви изјави за тоа кој е вмешан, кој не е вмешан, какво оружје е користено, какви експлозиви, како се запалил кровот и така натаму, како се изведени акциите и така натаму. Америка веќе све знаеше. И ви кажам како е ова поврзано со нас, но пред тоа ќе го кажам ова. Значи, више, никој не верува од нас дека исламот значи тероризам, дека Куранот е терористички, дека вистинските верници муслимани се терористи. Никој не верува во тоа више. Колку и да сака ова светскиот полицаец број 1 да продолжи да го турка тој наратив. Деме, кој ќе видиме муслиман со брадичка на улица, веднаш да помислиме дека е муџахедин и дека може тука да се разнесе со експлозив. Многу добро веќе цел свет знае од каде зема джепарлак меѓународниот тероризам. Кој е татенце на меѓународниот тероризам? И тоа е само по себе погубно за еднината на овој свет. И текно е во Газа како почна геноцидот со напад на, речи ги Хамас, на одредени партиципиенти на одредена рок журка или ова електронска журка беше. Таму некоја пустина у близина на појасот Газа. Така. Исто беше сега во Москва. Концерт на некоја рок група веднаш по реизборот на Путин за наредниот мандат, не знам од колку таму години. И што се случи? Во Газа се случи геноцид, кој настрада? Настрадаа палестинците, преку 40.000 мртви до сега. Светот, дали бил муслимански или христијански, со прст не мрдна. Сите ќутат, тоа е таму далеку. Излегува вака поединци, кај нас, по мене, јас што не сум муслиман, а имав некое внатрешно чувство дека треба да застанам на страна на палестинскиот народ и на што му се случува под покровителство, може би на истите оние кои што кумуваат на она што се случуваше во Москва. А исто така е познато дека израелските безбедносни служби користеле одредени муслимански групи, братства да извршуваат напади за своји интереси. Имаше еден случај таков пред неколку години, босански муслимани беа искористени за тоа, па као беа судени во Сараево, па беа ослободени. Не можете више никого да лажете.
Исламот не е терористички. Нема терор во Куранот. Но има терор и идеи за тероризам во главите на оние што вие ги нарекувате ваши најголеми стратешки партнери и кои што се бусаат во гради со својата демократија, со својата технолошка развиеност и научна развиеност и за духовна нема да зборам. Пошто кој има идеи да шири терор во светот, не верувам дека е многу подалеку дофрло од неандерталецот. Сега не се, што ми е поентата на она Кина гори, кура ме боли. Во Москва се случи што се случи. Јас, мои лични ставови ве предупредив што мислам и за тероризмот меѓународен и за оно што се случи во Москва и оно што се случуваше во Газа. Значи не заборавајте, тероризмот, секогаш меѓународниот тероризам е еден вид метафора за лажно знаменце. Значи, ја го организирам, правам околности, контекст му давам ситуации, кај што вие како јавност треба да поверувате дека некој друг е вмешан во тоа, за моите намери скриени како идеен творец, како налогодавач, да останат скриени такви за навек. Сега, што ми беше поентата на ова? Изборите се пред нас. Сите знаеме дека од исходот многу работи ќе зависат за нашата иднина. Дали ќе ја дадеме на Македонија шанса велам да ја дадеме, не да ја спасиме, нема така лесно да си ја вратиме државата и да ја спасиме. Но да створиме можност за контранапад, шут со глава, па евентуално некој пенал да ни направи во наредни години, па да шутнеме, па да дадеме гол. Ме разбирате? Овие избори се токму тоа. Да се избориме за ситуација за контранапад. Во оваа ситуација имате два табори. Едните, кои наводно се кријат зад наративот дека се за Европска Македонија, и кои што на овие другиве во опозицијата сакаат да им го налепат етикетата или наративот дека се тие антиевропски, модерни, примитивни, не бањати, ги знаете више тие наративи кои што ги создава и порано нивните невладини организации за да ги оцрнат сите овие патриотски сили во држава. Дури, затоа правевме муабет во последната емисија Лизгачки старт, дури самиот успеа и самиот збор патриотизам да го оцрнат, да го минимализираат, да го дифамираат, да создадат чувство кај луѓето е дека зборот патриот е нешто декадентно, нешто примитивно, назадно, дека се што е космополитско, интернационално, дека е тоа она што се бара глобалистичко. Не, што ми беше муабетот, да не забегуем, сакам да бидам што пократок. Значи пред нас се тешки избори, брутални начини ќе се употребат од глобалистите, кои што ги штитат квислинзите, кои што до вчера беа на власт на Социјалдемократскиот сојуз и оние другите етнофашисти со кои што коалицираат. Нема да бираат средства како да ја спречат опозицијата со најголемата партија, нели, ВМРО ДПМН, да не извојува убедлива победа, затоа што мислам на сите ме јасно дека ќе извојуваат победа, тоа можете да го видите по
два фактори, ромите ако ја менуваат страната, го менуваат дресот, или ако Павле Трајанов го менува дресот. Тоа е јасен индикатор дека веќе им е јасно на сите дека Социјалдемократскиот сојуз заминува на боништето на историјата. Со дуи ќе биде потешка работата, ќе видиме. Не сакам таа да коментирам. Но друго ми е муабетот, значи нема да се штедат ниту средства, ниту начини да се спречи опозицијата да дојде на власт, или ако веќе мора да дојде на власт, да се најдат начин како да се минира нивната победа, да се минимализира или едноставно па дури да им се одземе. Или ако се утврди дека ќе победат убедливо, дури и да се оди на сценарио да се спречи во моментов, во мај да се спречат да дојде до било какви резултати од изборите. Дали за председателските да нема цензус, дали за парламентарните да се случи нешто да едноставно бидат пролонгирани, одложени, да нема резултати подолго време во многу изборни единици. Знаете како ќе се прави, значи имаат милион начини тоа како да го направат. Сега доаѓам на поентата. Значи не дај Боже тоа да се случи, но гледајќи што се случува во светот и што се случува поточно на Балканот, например дека НАТО со своји специјални единици е зајак на границата меѓу Србија, Романија, Србија и Бугарија, отвара нови воени бази во Албанија, на сметка на тоа се поголеми изгледите се дека ќе празни Бонд стил. Тоа ќе ги смени сериозно геополитичките, геостратешките случувања на Балканот. Русија, доколку утврди истрагата дека можеби дека ИЗИС нема никаква врска со оној терористички напад, туку овие другиве глобалистиве, бидете сигурни дека истиот момент ќе објави војна на Украина. Не знам дали знаете, но досега Русија и нема објавено војна на Украина. Доколку ја објави војна, тоа ќе значи тотален напад. Тоа ќе значи дека веќе никој нема да може да претпостави во тој блицкриг или напад докаде ќе тргнат русите и докаде се спремни да одат. Може би затоа она што се случува на Балканот со НАТО, некои работи, може би тука има врска, но ајде да не се правам некој голем аналитичар, значи да отидам на главното што цело време го одложувам. Значи, возможно е сценарио да се искористат одредени терористички келии пред изборите, тоа е моје согледување, некои мои анализи, да се предизвика паника меѓу населението, меѓу граѓаните во Македонија. За да се одвратат од желбата, можноста да гласаат на изборите. Затоа што единственото што им одговара на предавничкиот социјалдемократски сојуз, што му одговара во моментов е да нема излезност на изборите. Колку ќе сакаат тука нивните стратешки партнери да им помогнат или не, ќе видиме, зависи од многу околности, но не е исклучена и ова можност и ова сценарио. Затоа што не заборавете, ние сме веќе, не сме неутрална земја со неутрална позиција, ние сме зазеле страна. Страната е таа што сме ја зазеле. Сега, сметајте дека оние кои што нас не даваат джепарлак, како и на многу терористички организации во светот, тие ги плаќаат сите што им се во моментот од интерес, но исто така немаат проблем да заземат и своите сили, своите можности за репресија да ги насочат и кон своји, што ги нарекуваат сојузници, доколку се мали, доколку во моментот им преча за некој работа. Впрочем, тоа го видовме нели од нашите стратешки партнери во 2001, кога бевме нападнати од страна на Косово
од УЧК. Нема проблем да им помага, да им кажуваат кај се движат нашите единици, да ги спасуваат од Арачино, нема никаков проблем. Дека ни се стратешки партнери. Затоа јас не можам да им кажувам на уредниците на медиумите зошто на вакви теми не се зборува во Македонија, зошто се избегнуваат, зошто она што се случи сега во Москва во петокот, мислам дека беше, кај нас немаше никаква реакција ни од врвот. Додека некој држави веднаш ги викна своите совети за безбедност на итни состаноци, кај нас нема реакција. Абе нема тоа кај нас. Абе тоа Москва далеко е шо. Старата приказна. Старата приказна. Како што се понашавме во 90-ти кога почнаа војните, и тогаш така се понашавме, Кина гори, кур ме боли. Само тоаш беше Хрватска и Босна гори, а нас кур не боли. Пошто пак тоа ни беше далеко, ние додека бевме оазата на мирот, се сеќавате? Значи истите глупости. Не научивме да читаме, да учиме од историјата. Ни од наша трагична поблиска, ни од нечија туѓа подалечна. Затоа ни се случува што ни се случува. И ке ни се случува, и кој ќе ни се случи, нешто не дај Боже онакво како во Москва, или не дај Боже онакво што се случува во Газа, да знаете дека сме го заслужиле. Како сме го заслужиле? Со своето мижење, со своето ќутење, со своето одобрување. Ќутењето значи одобрување. Кога ќутиш пред некое зло, ти го одобруваш. Кога ќе ти тропне на врата, немој да кукаш. Јеби се. И на крајот, нема откажување од иднирата! Нема откажување од иднирата!